Здраво, ова е 296-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Присила од Софија Копола, во кој станува збор за Присила Болио, глумена од Кейли Спини, која во своите тинеџерски години се запознава со веќе славниот Елвис Пресли, глумен од Джейкоб Елорди, додека го служи воениот рок во Германија. Таму се раѓа нивната љубовна приказна, во која Елвис ги разубедува низините родители во неговите добри намери, кои ги има за Присила, барајќи дозвола од нив за да биде со неа. Така што Присила се преселува во неговиот дом и во филмот е доловена низината осаменост, додека Елвис го обиколува светот со својата музика, трпеливо чекајќи во својот принц да се врати во домот, занемарувајќи ги сите афери за кои дознава од таблоидите и наслушнувајќи ги озборувањата кои се извиваат непосредно во нејзина близина. Најчесто поврзани со нивната евидентна годишна разлика, поради која нивната врска е долговременски период чувана во тајност од јавноста. Непишано правило е дека секој автор во севкупниот живот создава едно дело, магнум опус, кој со секој нареден филм го усовршува, правејќи варијација на една иста тема, исто како што треба да се сними тоа што се знае. Овие два нормативи се применливи во филмската поетика на Софија Копола, која има толку препознатливи идиосинкретски белези во незината естетика, што од првиот кадар во кој ги забележуваме само стапалата на Присила и розовиот тепих, можеме да воочиме дека ќе гледаме визуелно препознатлив филм на Софија. Формулоичноста на еден артист не секогаш мора да се порамни со редундантност на еден израз, бидејќи има многу вариабили кои се ставени во прашање. Во случајот на Копола, таа прави филм за постојачка жива личност, која е основа за градењето на незината препознатлива женска протагонистка, која има сродни гноми како и останатите протагонистки од претходните филмови. Сведоци сме на напречниот пресек од животот на Пресила од младите години, во мигот во кој се познава со Елвис до неговото напуштање. Може да ја евидентираме незината детска полетност, но и фасцинацијата, замаеноста и обземањето со Елвис, кој штом стапне во незиниот живот ја вовлекува во неговиот, ја абсорбира, кој е многу поразличен од незиниот. Таа е во формативни години на градење на незиниот идентитет и најпрвен тука доаѓа судирот со Елвис и неговите замисли за Присила, кои се косат со незините, бидејќи е тој дециден за тоа како таа треба да изгледа и да се однесува, односно да носи сини фустани, а не кафеави, без разлика колку и се допаѓаат, што е еден мал, но еклатантен пример за наметливоста на музичарот и неговата фиксација врз женски лик кој се уште се нема осознаено себе си докрај, само затоа што Елвис има дирижирачки однос, односно така му се сака и му се може. Исто така е евидентна самотијата на протагонистката, прикажана на визуелен план со константното движење низ ходниците на вилата, порече си празниот дом, за кој доволна за анимација не може да биде домашниот миленик, осама својствена за голем број нејзини привилегирани женски ликови од имотни фамилии, кои се преселуваат во светот на раскош, но до некаде имотот во Грейслен мислам дека никогаш нема да може 100% да го нарече дом, туку во дадени мигови го доживува како затвор. Домашниот миленик не може да биде субститут на љубов од отсутниот партнер кој го круши светот додека саканата чмае во просторната зандана и во мигот кога ќе сака да ужива во природата, односно дворот, ќе биде упомената дека и дворот е дел од јавноста со оглед на тоа што во секој миг има превлезната капија будни фанови, заборавајќи дека е постојан плен на будното око на јавноста, на што не е навикната. Покрај наметнатите перцепции и очекувања, колку и да звучи површно, способноста да се нашминка и облече по нејзин терк ќе биде оружје за себеспознание на Присила со процесот на градење на сопствен независен идентитет. Таму се крие нејзиниот непокор. Софија има богат материјал од биографските мемуари на Присила за искористување при филмската coming of age приказна, засадувајќи ги началата на пропаста, како што се пилулите или ЛСД, кои знаеме каков удел ќе имаат во животот на Елвис, но исто како и нивниот проблематичен љубовен живот, во кој Присила го изневерува со карате инструкторот, кој ќе го сугерира самиот Елвис, односно Майк Стоун, нешто после аферата на Елвис со Джойс Бова, но симптоматично ми е хронолошката инстанца за тоа кога точно и по кој повод ја силува Елвис Присила, дали откако дознава за нејзиниот љубовник или претходно, за да наметне насилна превласт. Идеализираната љубов на саканиот од обсесивниот сон се претвора во кошмарна стихија која гризе нечи идентитет со потреба за бегство од оковите.
Кейли Спини, младата Дизниева актерка која порасна во филмовите On the Basis of Sex, Vice и Bad Times at the El Royale, го носи филмот на својот грб, над која висне Джейкоб Елорди, која убедливо ја демонстрира толеранцијата и трпението на ликот, меѓутоа и достоинството со кое го напушта Грейсленд кога Елвис ќе ги премине сите граници. Епилогот во кој си оди Присила во автомобилот, ретроспективно гледано низ филмографијата на Копола, соодветствува на фазонот на самотни ликови кои гледаат во недоглед, патувајќи од едно место на друго со самотијата на совозачкото седиште. Со овој контрапункт на приказот на Елвис, секако дека неговата ќерка Лиза Мери, поранешната сопруга на Николас Кейдж, односно претучеот на Софија Копола, не се согласила и одобрила, затоа што според неа еднострано е прикажан Елвис како насилник, став кој го изрази пред да почине, што е една од неколкуте причини поради кои филмот нема да биде померак на љубителите на ликот и делото на Елвис, контроверза со која се соочи и екранизацијата на Монро во Блонд, бидејќи се кршат илузиите за глорифицираните идоли, а таа дискрепанца помеѓу овие две наличја не се докажува толку лесно, затоа што се случува во спалната соба го знаат само брачните партнери. Доколку сакаме да впрегнеме паралела со други авторски дела кои се сродни на Присила, тогаш сметам дека најсоодветни се Джеки Спенсер од Пабло Лерейн, кои исто така портретираат два женски лика кои живееле јавен таен живот со оглед на тоа што нивните сопрузи биле преседатели и принцови, така што Присила е сопруга на кралот на рок-н-ролот. Ако Джеки е поблизок до декорацијата на сетот и колоритот, тогаш Спенсер може да се порамни со Присила за потребата за бегство на протагонистката од раскошниот затвор во кој се дави, резолвирајќи го действието на слична нота како што е возењето надвор од рамките на модерните замоци и вили. Мора да го напоменам, според мене проблематичниот филм кој се уште фигурира кога е во прашање кралот на рок-н-ролот, а тоа е филмот Елвис во режија на Баз Лурман, кој помалку е посветен на Елвис отколку филмот на Присила, иако тамошниот актер е посоодветно избран за неговиот изглед, слободно можеше тоа непредставително дело да се нарекува Колонел Том Паркер, односно името на менаџерот на Елвис, затоа што тој филм беше за ликот на Том Хенкс, не за насловениот лик. За разлика од тој филм, во Присила дознаваме за една насилна страна на Елвис, за неговата контролирачка природа на Женка Рошот, што фрла друго светло врз идолот, кој има поставено темел на модерната музичка сцена, така што кралот бил далеку од идеален сопруг за Присила, со оглед на тоа што речиси во секој кадар го гледаме со неговата тајфа, со придружбата на момци со кои се однесувал прилично незрело и ергенски, занемарувајќи ја и засенувајќи ја избраничката, кога во секој град се теши со други девојки, дали на сет на филмовите или после концерти. За пофалба истакнувањето на неговата потреба да биде сватен сериозно како актер, но од студиото бил третиран како маскота која се појавува на забавни и лесно гледливи и лесно сварливи филмови. Уште еден конститутивен елемент од поетиката на Копола е појавувањето на пренесувањето на епистоларната порака, која во обликот на писмата на Елвис има моќ да ги разубеди родителите на Присила, уште еден механизам на пренос на круцијални пораки кои додавале останатите филмови на Копола на значаен скорамниште. Елвис го доживуваме дека е во неможност да се носи со предизвикот на тотемот за него, кој го има подигнато јавноста, со високи очекувања на чекор од секоја можна осуда и повод за пад. Иако Софија ја започна својата филмска кариера во соработка со директор на фотографија Ед Лахман, откако ја реализираше представата Ла Травијата до ден денес, таа работи заедно со Филип Лесуерт, кој на најдобар можен начин се обидува да се доближи до визуелната естетика по која е препознаена и мислам дека со овој филм успеа да си земе поголеми слободи во поглед на интензивноста на колоритот, со оглед на тоа што доминираат пастелните бои во домовите излепени со тапети, како и портретирањето на изгубната Присила во широките соби и ходници во вилата со прикладни зумови кои се синоним за таа ера на снимање. Скратениот буџет диктирал да се сними филмот дигитално, а не на филмска лента. Монтажерката Сара Флек соработува со Софија скоро на сите филмови на Копола, со тоа што имаат образувано ефикасен начин на соработка, кој резултира со впечатливи игриви монтажни секвенци кои имаат прераснато во артистичко обележје, кои се застапени во овој филм, кој ги сосредоточува сите етапи во заедничкиот и одвоениот живот на протагонистите, фокусирајќи се исклучиво на перспективата на Присила. Со оглед на тоа што Копола била одбиена да ги добие правата за употреба на музиката на Елвис во незиниот филм, ја користи музиката од Феникс, проектот на кој е потписник сопругот на Софија Томас Марс, заедно со обработки на препознатливите композиции за на саундтрак да заврши и Crimson Clover, па дури и Baby I Love You на The Ramones. Иако сум имал можност да рецензирам филмови на Софија во рамки на видеологија, откако започнав
почнав со емисијата, пред 6 години сметав дека не се доволно квалитетни актуелните остварувања како On the Rocks па и излишниот ремейк The Big World да бидат селектирани во емисијата, но нејзиниот најнов филм е од рангот на филмовите од почетокот на кариерата со квалитети по кои треба да биде препознаен нејзиниот филмски ракурс, како што е првиот нејзин долг филм за 5 мистериозни девојки во The Virgin Suicides од 1999 година, или пак Оскаровецот The Lost in Translation за самотните ликови кои глумат Скарлет Јохансон и Бил Мюреј во Токио во 2003 година. Потоа неоромантичарскиот coming of age портрет на Оскаровецот Марија Антуанет од 2006 година, завршувајќи ги 2000-тите со филмот за повлечениот актер глумен од Стивен Дорф, кој е посетена неговата ќерка глумена од Ел Фенинг во Somewhere од 2010 година. Десеттите ги започнува со филмот за тинеџерите, кои се обседнати со славните до тој степен што обиваат во нивните домови во The Bling Ring од 2013 година, а во 2017 година го режираше ремейкот на периодичниот The Big World, каде на едно купче ги собра Никол Кидман, Кирстен Данст и Ел Фенинг да глумат ликови од женско училиште во кое ненадејно доаѓа повредениот војник глумен од Колин Фарел. Во сега веќе предпоследниот филм On the Rocks од 2020 година, кој го рецензира во мојата емисија Дансе Макабре, уште еднаш Бил Мюреј се соочи со млада актерка, во случајот Рашида Джонс, во улога на негова ќерка, која треба да ја воспостави релацијата со нејзиниот татко Женкар. Во меѓувреме Софија снимаше музички видеоспотови, реклами за Диор, режираше опера, кратки филмови, а најавен е нејзиниот нареден проект кој гласи The Custom of the Country, филм кој го хроничари подемот на една снаодлива млада дама во елитните кружоци на 20-тиот век, како што веќе напоменав, нејзиниот најнов галантен филм кореспондира со нејзините претходни остварувања, бидејќи ги содржи препознатливите агенси на нејзиниот авторски израз, а индикатори за тоа се осамените имотни протагонистки, скрутинизирани и недоволно валоризиран нивниот фриволен дух, кој е заробен во прангиите на некое туѓо мнение на нив. Штом ги детерминираме и напоменеме сите индикатори кои се препознатливи за нејзиниот авторски печат, тогаш се поставува прашањето колку има простор Копола да расте како авторка, начално држејќи се до ликови со сличен досег и тегоби. Доколку овој норматив, односно овие неколку добро извежбани ноти ви се допаѓаат од тропите на биографскиот филм, тоа ќе уживате во делото, доколку ви се повторливи и веќе слушливи, нема. Филмот имаше премиера на Венецискиот филмски фестивал, каде Кајли го освои Волпи купот за најдобра актерка, а доби и номинации за улога за Златен глобус и наградите Готам. А потоа беше прикажан филмот во Цирих, Њу Јорк, BFA, Рио де Жанеиро, Стокхолм, пред да биде поставен на платформата на Netflix. Несомнено дека ќе биде во трка за Оскарите овој филм, дали ќе дојде до целта, останува да видиме со оглед на тоа што категориите за главна женска и најдобар филм се прилично ригорозни. Филм за љубовната сага на младата Присила и кралот на рок-н-ролот, која оставил неговата кралица во придружба на самотијата додека ги живеел во целост трите постулати на турнејата: секс, дрога и рок-н-рол, ширејќи љубов насекаде, само дома не. Ако морам да го евалуирам, тогаш Присила од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 296-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!